Спомените за младиот тапанар Џоко Ѓорѓиев и една година по трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани остануваат силно присутни меѓу неговите колеги, пријатели, соработници. Струмица се уште се сеќава на неговата енергија, насмевка и љубовта кон музиката која ја споделуваше со сите околу себе. Според професорот по гитара Васко Пиличев, изминатата година беше исклучително тешка за сите, за семејството, за Струмица и за целата држава. Помине една година. Верувам дека кај сите една од најтешките години нели од тој аспект во целата држава. Ние во Струмица си го изгубивме Ѓорѓето наш, Џочето наш, нели како што си го викавме. Децата го викаа Бато Џоче. Така да на сите ни е исклучително тешко во оваа година, но животот продолжува и некако тој ни остави аманет, не еден, многу аманети ни остави да го славиме неговото име, да го задржаме неговото име. Тој ни остави аманет за другарство, за музика, за едноставно со еден збор кажано за човечност, и ние тоа мора да го продолжиме. Во чест на Џоко, летната школа за гитара која се организира во Струмица, минатата година се преименуваше и сега го носи неговото име. Организаторите велат дека со гордост ја продолжуваат традицијата под името на Џоко Ѓорѓиев, човек кој беше важен дел од настанот. Летната школа од претходната година, или од кога се случи тоа што се случи, ја менувавме по него, значи се вика Летна школа за гитара Џоко Ѓорѓиев, и сме апсолутно горди на тоа, и со гордост го носиме неговото име, а како што кажавте, тој не само што беше важен дел од настанот, нели како инструменталист, како тапанар, тој беше многу важен дел и на самите проби. Значи позитивната енергија која што ја носеше, другарството кое што го имавме, соработката која што имавме, едноставно тоа може да го почувствуваат само тие што го работеле и што соработувале со него. Џоко Ѓорѓиев работеше во музичкото училиште Боро Џони во Струмица. Иако во колективот бил неколку години, празнината што ја остави е речиси видлива, опиплива, бидејќи русокосото момче со својата нескротлива енергија го менуваше секој простор. Загуби човек пред се. Тоа голем човек, голем другар. Загубија најмногу, се разбира, неговите најблиски, меѓутоа тој беше близок и со сите. Сите ние го чувствувавме како дел од нас. Така да мислам оти загубата е ненадомеслива и никогаш нема да биде заменета, не знам како да кажам. Ни беше колега последните неколку години. Намерно го кажав последните неколку години, за жал мал период, нели бевме колеги, меѓутоа сосема доволен да го почувствуваме истото чувство како и што кажав пред малку. Апсолутно беше посветен на тоа што го правеше тука во нашето училиште. Го работеше со голем мерак. Морам да кажам дека знаеше и да остане подолго или да дојде порано за да среди нешто што треба да среди, така да и во тој дел останува незаменлив. Кобната ноќ, 25-годишниот Џоко настапуваше во дискотеката Пулс во Кочани заедно со групата ДНК, со која подолго време и соработуваше. Последниот настап пред струмичката публика го имаше само 10 дена претходно, на концертот под маски со музичкото училиште.